Здруженијето Пелагонија од Битола се препознава како своевиден центар за она што значи една интензивна соработка на културен план и на еден поширок план во изучувањето на грчкиот јазик, кој што еманира во Битола, се разбира, и кој обезбедува една комуникација со соседна Грција во делот на оној пограничен регион. Од Здруженијето на Пелагонија денеска во нашата редакција дојде господинот Кристијан Велјанов. Тој е раководител на одделот за грчки јазик во Здруженијето Пелагонија и со него ќе поразговараме за неколку прашања кои ми се чини од особен интерес за она што значи и како на еден интересен начин може да се оствари таа комуникација меѓу Македонија и Грција. Господин Велјанов, добар ден. Добар ден. Здруженијето Пелагонија, како што веќе кажавте, постои од 1998 година, официјално и формално, а претходно постоеше краток период како неформална група на граѓани. Започна со занимавање со грчкиот јазик, пред се, изучување на грчкиот како странски јазик во Битола, бидејќи во тие години, после 1995 година, започна активно доаѓање на грчки инвестиции во битолскиот регион, па така се јавуваше веќе потребата за некое подобро изучување на јазикот заради комуникација со тогашните грчки стопанственици во Битола. И бидејќи во Битола постои традиција на познавање и на изучување на грчкиот јазик, се работеше за еден збир на ентузијасти кои што го познаваа во поголема или помала мера грчкиот јазик и се потрудија да дадат во градот едно малку поорганизирано изучување и настава, факултативна, нормално, на најосновно, најбазично ниво, со едноставна организација на грчкиот јазик. Обстојувањето на Здруженијето Пелагонија до денес, и можам да речем неговиот сериозен развој веќе сега, се должи на тоа што никогаш не отстапи од своите првични намери, Здруженијето, и од фокусот кој што беше примарно грчкиот јазик и како што кажува и самиот наслов на Здруженијето за пријателство и соработка со Грција, се потруди преку приватни лични врски и понатаму и институционални можеби да придонесе за зближување и на двата народи и понатаму со тек на годините и на академско ниво веќе денес. Она што веќе можеме да претпоставиме и да насетиме од вашиот одговор и од она што го знаеме за Пелагонија, за Здруженијето и за мисијата што извршува, беше многу важно што во тој период 95-96 година, практично неколку години по самостојувањето на нашата земја, почна таа комуникација со Грција, но нели имаше, се отвори прашањето за името, па се постави тоа како некоја пречка. Но сепак овој тип на иницијативи помогна, тоа е моје мислење, се надам предпоставувам дека ќе се согласите со тоа, помогна цело време да се одржува една отворена порта, отворена врата за комуникација преку изучување на грчкиот јазик, но тоа не беше самото изучување на грчкиот јазик, потоа се прошири, бидејќи таа комуникација отвори врати за една поширока и друга соработка. И предпоставам дека си поставивте мисија во однос на тоа, рековте за пријателство меѓу Грција и соработка со Грција, и предпоставам дека тоа беше во мисијата на Здруженијето, така? Да, во целите на Здруженијето. Да. Во почетоците, може би постоја, јас сум малце помлада генерација, се уште можам да речем, постоја некои предрасуди можеби. Так. Меѓутоа за среќа, и тоа е нешто кое што треба и двете земји да го почитуваат и да го вреднуваат, да го валоризираат колку што е можно повеќе. Во битолскиот регион, во битолско-леринскиот регион, да речем, постојат по многу основи семејни врски. Значи се работи за едно растојание од 30 км. Практично прилепе подалеку од Битола отколку Лерин. И беа употребени и семејни врски, братучеди, браќа, сестри, можеби кои што се уште постојат, кои што може или беа чинители во сопствените заедници и може да придонесат за подобрување на комуникацијата, намалување на страстите, можам да речем на некој начин, и фокус кон она што е заедничко добро.
Кон заедничка иднина, заедничка соработка и така натаму. Низ годините, иако сега е во мало опаѓање последните години, мислам дека после Преспанскиот договор година или две, прекограничните проекти не се нешто толку активни, не се толку застапени помеѓу чинители од двете земји, од нашите две соседни земји, како што беа претходно. Од лично искуство можам да забележам дека во периоди кога, иако можеби немаше некој голем интензитет во некој оддалечување помеѓу двете држави, помеѓу соработката, меѓутоа ако постоел таков период, баш во тој период мислам дека била најсилна соработката помеѓу организации од двете страни на границата. И кога веќе спомнувате и семејни врски организации, тоа наложува дека ако има некакви проблеми или пречки во комуникацијата на државно ниво, на високо политичко ниво и така натаму, не беше пречка за граѓанските организации, семејните врски да се воспоставува таа комуникација. Го потврдивте тоа? Да, во никој случај, бидејќи сепак на граѓанско ниво беше целата и е цела наша активност, така да што ме на граѓанско ниво, мислам дека комуникацијата е полесна. Се пренесе ли тој ентузијазам и на општините да се воспостави, да се поттикне меѓуопштинската соработка во тој пограничен регион? Не било секогаш лесно. Предпоставувам заради потесните врски најчесто помеѓу локалната и самоуправа и централната власт. Иако последниот период можам да речем дека Битола е доста и самата општина е многу отворена за соработка со грчката страна. На почеток уште спомнавте дека тука помогна и тоа што се интензивира бизнис релациите и врските меѓу Битола или регионот и регионот од таа страна на границата во Грција. Како бизнис заедницата, како бизнис компаниите што функционираат на двете страни од границата, најдоа ли интерес, најдоа ли да ја помогнат, да ги помогнат овие иницијативи? Не во многу голема мера. Битола сепак од секогаш бил и се уште е доста, мислам, е значително поголем град од Лерин. И од времето на Југославија уште постоеше едно наследство во една сериозна инфраструктура, која што во периодот на транзицијата, 95-96 година, полека почна да преминува во рацете на грчки стопанственици. Меѓутоа, тој нагорен пат, кој што предпоставувам дека траеше негде до 2006-2007 година, почна да опаѓа и опадна целосно во 2008-2009 година со почетокот на кризата на економската криза во Грција. Во 2007-2008 година се сеќавам, бидејќи работев во едно привремено првата работа после студиите ми беше да Сдружение на грчки фирми во Битола, постоја 42 фирми, грчки компании во Битола. Сега такви се 2 или 3 можеби. Зошто толку падна тој интерес? Политичките влијанија беа или економски? Мислам дека чисто економски влијанија. Добро, да се вратиме назад на Сдруженијето Пелагонија и на мисијата на Пелагонија. Зборевме, нели, рековте и за јазикот, популаризација, ширење, изучување и така натаму, но рековме исто така дека се прошли и за некоја културна соработка меѓу двете заедници. Колку младите луѓе покажаа интерес не само за изучување на јазикот, туку да се вклучат и во активности што Пелагонија ги правеше и на тој план? Ке започнам кратко повторно од изучувањето на грчкиот јазик. Се нудеше настава за изучување на грчкиот како странски јазик. Дел од предавачите беа и поранешни предавачи во работничките универзитети, кои што полека замреа, нели? И имаше доста многу групи. Од 2001 година се отворија вратите на грчките универзитети и за македонски студенти. И полека почнаа да студираат деца од цела Македонија на грчките универзитети. И до денес, мислам, бројот е доста голем, доста сериозна бројката на студенти кои што завршиле на некои од државните грчки универзитети, настрана од приватните.
Здруженијето Пелагонија има работено и на европски проекти, европски соработка од областа на театарот, примерно. Неформални соработки сме имале и со неколку хорови од Грција, и мандолинскиот оркестар од Битола, бидејќи насловот на здруженијето е целосниот назив на здруженијето е Здружение за битолско-грчко пријателство и соработка. Така да сите чинители се од Битола, кои што соработувале, барем во минатото, претежно беа од Битола, кои што соработуваа со различни чинители од грчката страна. Так. Рековте дека голем број млади почнаа да студираат. Дали сега се уште има интерес? Дали помагате во однос на тоа наши студенти да студираат во Грција? Грчки студенти доаѓаат ли во Македонија? Грчки студенти помалку доаѓаат кај нас. Наши студенти има доста. Го користиме искуството од изминатите генерации, барем оние кои што сме останати во Битола, да им помогнем, бидејќи процесот за упис на Грчки универзитет е многу едноставен. Чисто за да не лутаат, ги насочуваме за да си ги организираат документите и да си ја направат апликацијата за упис на некој грчки. Отиде ли пошироко таа соработка, не само со Лерин, туку и Солун или другите градови? Генерално нашата соработка е доста проширена и од секогаш била. Значи не бил фокусот само на Лерин, на соседен Лерин, бидејќи како што спомнав е помало место, доста конзервативно место и генерално нема доволно институции кои што би можеле да ги покријат апетитите на битолската публика, бидејќи битолчани се луѓе кои што бараат од културата, бараат од образованието и сакаат да имаат колку е можно побогата понуда. Така да сме имале многу сериозни соработки со доста институции од Солун, од Атина, од Кожани. Веќе последните 10 години имаме многу добра соработка со универзитетот во Кожани. Таа соработка се однесува само на помагање за упис на студенти или има и други облици на соработка? И други облици. Соработуваме во областа на промоцијата и организирањето на наставата на грчкиот јазик како странски. Универзитетот од Кожани има доста сериозна катедра, доста сериозен институт за грчки јазик, со кој што имаме подпишано меморандум за соработка уште од 2016 година, почетокот на 2016 година. На крајот на 2016 година во рамките на Здруженијето Пелагонија се основа испитен центар, кој што е сертифициран испитен центар за признавање на познавање, за сертифицирање на познавањето на грчкиот како странски јазик и до ден денес ние сме единствениот центар во нашата земја кој што може да понуди и да организира испити за сертифицирање на познавањето на грчкиот и нормално Центарот за грчки јазик во Солун, кој што е на светско ниво единствениот центар за сертифицирање на грчкиот јазик и како испитен центар кај нас сме само ние. Дали во работата на Пелагонија и воопшто во оваа комуникација, вие го спомнавте Преспанскиот договор, но дали има некоја разлика до Преспанскиот договор и после тоа? За среќа не. И моје лично мислење е дека тоа се должи на природата на битолчани. Бидејќи можам да зборувам нормално послободно само за Битола. Битола е позната како еден космополитски град. За среќа во голема мера го одржува тој дух се уште и ниту претходно, ниту потоа имало некоја драстична промена во однос на соработката или во однос на комуникацијата. Таа си тече како најприродно. Так, окей. Добро, кои се препораките ваши врз основа на искуството што го имате за натамошна една соработка, проширување, поквалитетна соработка со Грција на овој план? Она што не интересира од 2016 година наваму, кога сме поактивно инволвирани во академските соработки, е продлабочување на соработката со македонските универзитети. Направени се обиди, подпишани се и некои меморандуми со Универзитетот Кирил и Методи во Скопје, со Универзитетот Климент Охридски во Битола, во кој што нормално имавме некој допринос, за да се започне така формална комуникација помеѓу македонски и грчки универзитети. Меѓутоа сметам дека треба малце повеќе да се вложат и универзитетите, и македонските универзитети, бидејќи навистина она што го нудат
грчките универзитети, барем што се на толку мало растојание од границата, е дека се работи за една европска земја која што може да го понуди се она што потпаѓа под сваќањето на еден европски универзитет. И нормално искуството и на македонските универзитети кое што не е воопшто занемарливо. И мислам дека може да се направи на многу подлабока и подобра и поквалитетна соработка во интерес на локалните заедници. Намалување на иселувањето, намалување на невработеноста, семинари за доквалификација, заеднички студиски програми, додипломски, постдипломски. Мислам дека полето за соработка. Те препознале таков тип на потенцијали? Постои потенцијал, да, постои. Само треба да се интензивира таа соработка помеѓу универзитетските центри. Да. А во Грција како гледаат на грчките универзитети на оваа тема? Последните 10 години приближно или малце повеќе, не се сеќавам точно, постои една трилатерална иницијатива помеѓу Универзитетот од Битола, Универзитетот од Корча и Универзитетот од Кожани. Добро. Поконкретно помеѓу педагошките факултети на тие три универзитети. И на секои 2 години се организира по еден научен симпозиум од педагошки теми, на еден и е домаќин еден од тие три факултети. И се менуваат на секои 2 години, веќе почна да се повторуваат. Што е навистина за поздрав. Последниот беше организиран во октомври во Битола, на педагошкиот факултет во Битола. Претходно беше во Корча, пред тоа беше во Лерин, така да. И ова е нешто кое што се случува сигурно повеќе од 10 години, 12 можеби. Така да припаѓа во периодот пред Преспанскиот договор и академската соработка и комуникација, бидејќи сум бил сведок и учесник, е на многу високо ниво. Кои се конкретните придобивки за студентите, за граѓаните од овие региони од оваа соработка? Придобивки постојат за студентите. Прво, најбазична придобивка е тоа што студентите и додипломски и постдипломски докторанти добиваат сертифицирано излагање на меѓународен симпозиум. Име дома или на многу мало растојание со нула трошоци, и тоа нормално го подигнува нивниот професионален рейтинг. Понатаму, продлабочувањето на запознавањето со начинот на работа на три различни универзитети кои што се соседни и кои што за оние кои што не се запознати се работи за многу сериозна и посветена научна работа. Иако се периферни, и трите се периферни, релативно мали универзитети, навистина нивната посветеност зачудува. Така. Имате ли подршка од грчката страна на државно, на институционално ниво? Пред се мислам да не знам, на грчката амбасада или на други институти или Министерството за култура, може би на Грција. Така. Од пред 3 години во склоп на Сдруженијето Пелагонија функционира оддел за грчки јазик. Оддел за грчки јазик е своевиден институт за грчкиот јазик кој што има за цел да го промовира грчкиот јазик и култура во странство. Се работи секогаш нормално, одделите за грчки јазик во странство добиваат нематеријална поддршка, нефинансиска поддршка, која се состои во обезбедување на некои материјали за промоција на современата грчка култура и грчкиот како странски јазик. Од тој аспект Сдруженијето Пелагонија има соработка со грчката амбасада и генералниот конзулат на Грција во Битола, бидејќи оддел за грчки јазик е признат заеднички од Министерството за надворешни и Министерството за образование на Грција. Тие се надлежните органи кои што го признаваат. Тоа значи дека има некоја институционална врска и поддршка во таа. Да, и од тој аспект ја имаме слободата да предлагаме некои настани кои што сметаме дека би биле од интерес за пошироката публика и понатаму се организираат од страна на дипломатските представништва. Предпоставувам, вие не откривме на почетокот на разговорот, но во Скопје дојдовте и јас ја искористив таа прилика за да присуствувате и да бидете дел од една промоција на поезијата на Константинос Кавафис, познатиот грчки поет, легендарен поет, мислам стварно. Да. За Грција е големо име. Јас не знам до толку, ама мислам дека нема дете или човек во Грција што не знае една песна од Кавафис. Најмалку и така.
Да. Како не. Да, особено беше голема честа за поканата за учество на таа дискусија, на промоцијата на книгата Песни од Константин Скавафис, чиј превод е направен од Паскал Гилевски. И Константин Скавафис во голема мера за дел од популацијата во Грција се смета за еден преекспониран поет. Меѓутоа за поголемата популација која што се запознала или чула за него, се работи за еден во голема мера непознат или несватен поет, бидејќи неговиот јазикот на кој што пишува е сосема диалектичко идиоматски, значи не е формалниот грчки јазик ниту од неговото време, ниту од денес. И секогаш постои начин на откривање, на читање на неговата поезија, која што носи многу длабоки пораки. Мислам дека секогаш е популарен и секогаш има нешто да се истражи за него дополнително. И да, и тој настан всушност беше токму тоа, да открие уште една страна. И да го приближи до македонската публика, бидејќи ако добро се сеќавам, не постоеше претходен превод на неговите песни, ако постоја уште од периодите на средината на 20 век доста преводи на грчки автори, Кавафис како доста тежок за превод, особено тежок и комплициран за превод, не е баш премногу голем предизвик е да се нафати некој да ги преведе неговите песни. Добро, но сепак сега го имаме, така. Сега го имаме. Добро, ви благодарам многу за разговорот и за овој. Благодарам за поканата.